И по 9 месеци откако беше избран Дарко Димовски за ВД председател на Сојузот на синдикати, се уште не е впишан во Централниот регистар. Управниот суд одлучи спротивно на налогот на Врховен, со кој требаше да му наложи на Централниот регистар да го впише името на новиот председател. Актуелниот пак, Живко Митревски, оваа одлука ја смета за своја победа, иако не се однесува на неговиот легитимитет. Така и оваа одлука на Управниот суд уште еднаш покажа, врз основа на оние упатства кои имаше од Врховниот суд, дека во право е Сојузот на синдикатите на Македонија, дека во право е председателот Живко Митревски и раководството. Се потврдува со одлуката легитимноста на изборот за председател на Сојуз на синдикати на Македонија на Живко Митревски. И исто така се потврдува дека во право бил и претходниот министер Ибрахим Ибрахими, кој го поништил решението на техничката министерка. Од друга страна, адвокатот на ВД председателот вели дека оваа одлука не значи ништо за спорот во ССМ, бидејќи се однесува исклучиво на Централниот регистар. Спорот останува нерешен, се додека обвинителството не ги заврши случаите за злоупотреба на службена должност и овластување, како и постапката за поништување на решението од страна на Ибрахим Ибрахими. Однесена и кривична пријава против Ибрахими и Живко Митревски за злоупотреба на службената положба и овластување, и по таа кривична пријава обвинителството веќе работи, сослушани се сослушан е оштетениот, еве го и записникот, еве и кривичната пријава, каде што обвинителството треба да реши дали постои навистина злоупотреба на службена положба или не. Тој кривичен предмет и Управниот суд тужбата за утврдување на ништовност на решението на Ибрахими ќе го реши целиот предмет. Според правните проценки, клучните судски спорови би можеле да се одолговлекуваат во наредните 2 години, што дополнително би ја влошило синдикалната состојба. Новото раководство на ССМ ја повикува надлежната министерка Мила Царовска да утврди ништовност на решението на Ибрахими, за да се избегнат понатамошните штети во Сојузот на синдикати. Инаку, решението со кое Дарко Димовски е впишан во синдикалниот регистар никогаш не е оспорено.